Два настана посебно се издвојуваат од богатата историја на средновековна Македонија. Словенската писменост, создадена во 855 година од Константин филозоф Кирил со помош на неговиот постар брат Методи, и богомилството во средината на 10-тиот век. Со овие два настана, неразделно поврзани еден со друг, македонскиот народ бил вброен меѓу оние ретки народи што дале огромен придонес во културниот и општиот развиток на човештвото. Богомилското учење уште во својот почеток се претворило во општествено движење, набрзо ги поминало рамките на Македонија и прераснало во општо балканска појава. Во доцниот среден век тоа силно се испреплело и со реформацијата во Западна Европа и влијаело врз разграничувањето на повеќе движења и војни, насочени против стегите на владеачкиот феудален систем и на изградувањето на ново понапредно општество. На таквите визии на македонските богомилски теоретичари уште во 1939 година укажал основоположникот на современата македонска литература Коста Рацин, кога неговиот текст за драговицките богомили бил растуран меѓу македонската и југословенската прогресивна јавност. Во еден зачуван концепт, напишан на македонски јазик, Коста Рацин истакнува: Некој ќе се зачуди кога ќе чуе дека кај нас во земјата каде што тече Вардар, уште во 10-тиот век живееле и држеле пламени проповеди такви луѓе кои со своите идеи биле предвестници на општествените просветители од 18-тиот век. Што? Зар класичната земја на царските манастири и лаври, земјата на чиј јазик словените за прв пат чуле за христијанството и доста време на тој јазик ја слушале неговата кратка проповед за помирување на се, зар таа земја уште од некое време на европскиот среден век да даде предвестници и идеи на оние бунтовни проповедници кои зборувале за природното право на човекот, за еднакост на сите луѓе, за безбожноста на феудалните власти и сакале некое бездржавно општество за целиот свет. За да се проникне подлабоко во самите корени на богомилството, кое како оригинално еретичко учење за прв пат изникнало на македонска почва во периодот од 927 до 969 година, потребно е да се согледаат и специфичните услови што го возможиле неговото раѓање и претворење во општо светско движење. По неколку вековните спротивставувања на македонските независни и полузависни словенски кнежевства, познати од изворите и како склавини во средината на 9-тиот век, конечно тие биле подчинети од Византија и Бугарија. До завршување на византиско-бугарската војна во 927 година, поголем дел од територијата на Македонија бил приклучен во рамките на бугарската држава, а еден помал дел пак останал во рамките на Византиската империја. По наложувањето на бугарското и на византиското господство, во одделни македонски области се засилил процесот на феудализацијата. Во македонскиот дел, што потпаднал под управа на бугарската држава, се зародило богомилството и се презеле акции за зацврстување на централната власт, во што сестрано било ангажирана и црквата. Бугарските владетели,
Пресијан, Борис и Симеон, уште додека завладувале со одделни македонски склавини, со сите сили настојувале да ја ликвидираат пред се власта на словенските племенски кнезови. Притоа сите оние представници на македонската племенска аристократија кои давале отпор во своите кнежевства заедно со нивните соплеменици биле жестоко казнувани, а имотите им биле конфискувани. Такви конфискувани имоти и раскошни дворци што му припаѓале на кнежевскиот род, кнезот Борис му доделил во Девол на Климент Охридски, кога тој во областа Кутмичевица ја извршувал својата учителска дејност во периодот од 886 до 893 година. Едновремено со тоа, кнезот му доделил и зависни луѓе, како и места за почивка околу Охрид и Главиница. Зависните луѓе биле должни да работат бесплатно за својот феудален господар и да го снабдуваат со натурални давачки. Покрај Климент Охридски, со богати имоти, со зависно население и привилегии, биле удостоени и поголем број од неговите ученици. Тие како свештеници и учители биле ангажирани во зацврстувањето на власта во подчинетите македонски области. Крупен феудалец станал и Наум Охридски. И тој располагал со својот манастирски имот на едно од најубавите места на брегот на Охридското езеро. Со подарувањето имоти и зависни луѓе, познати како парици и клирици, властите по законски пат го овозможувале развитокот на феудалната сопственост, а истовремено ја олеснувале и државната власт, истакнувајќи ја пред народните маси илузијата за надкласност. Црковните органи тоа го постигнувале со всадување представи во свеста на верниците за Божјето потекло на власта. На ова особено укажува презвитер Козма во својата беседа против новопојавената ерес на богомилите, верејќи дека царевите и болјарите се од Бога создадени. Повикувајќи се на посланијата на апостол Павле, Козма го тера секој верник да се подчинува на врховните власти, зашто, како што вели, нема власт што не е дадена од Бога. Во подчинета Македонија во таа насока дејствувале и Климент и Наум со своите верни ученици. На тој начин, голем број од книжевните трудови што биле создадени во Охридската книжевна школа ги поучувале луѓето дека животот е хиерархиски уреден. Така, општествено-политичкиот живот во својата хиерархија имал цар, болјари и зависни селани. Црковниот живот пак се делел на патриарх, архиепископи, митрополити, епископи и игумени и на свештеници и монаси. И најпосле небескиот свет се делел на Бог, Мајка Божја, апостоли и архангели, ангели, светци и богоугодници и така натаму.
Сите овие биле предназначени пред се кон изградба на официјалната феудална идеологија која требало да ислужи на владеачката класа. Од школата на Климент и Наум, меѓутоа, излегле и голем број учители и свештеници чии погледи се свртиле против заблудите и слепата подчинетост. Како сестрано образовани, тие веќе поаргументирано можеле да настапуваат против учењето на официјалната црква, против нејзиниот хиерархиски ред, како и против општествениот и државниот поредок. Поради сево ова, опозиционерите црквата веднаш ги осудила како еретици. На тој начин, Охридската школа на Климент и Наум влијаела на територијата на Македонија да се создаде благопријатна почва за појава на ново еретичко учење Богомилското. Ова дуалистичко учење, кое набрзо се претворило и во општествено движење, било всушност создадено под влијание на старите дуалистички еретички учења – павличијанството, манихејството, масилијанството и други. Богомилското учење, иако било изградено под влијание на сите овие постари учења, секти, пагански обреди и слично, во основа било оригинално, настанато во специфични општествено-економски и политички услови. При создавањето богомилските теоретичари во прв ред се подпирале врз христијанското учење. Своите погледи главно ги засновале врз погледите на најраните христијани. Во тоа се огледа и нивниот стремеж да се обноват ранохристијанските општини. Богомилските проповедници се представувале пред своите следбеници дека се вистински христијани. Нивни главни книги биле 4 евангелија, чија содржина одлично ја познавале. Главен проповедник и водач на богомилите во 10 век бил поп Богомил. Според презвитер Козма, поп Богомил прв почнал да ја шири заразната богомилска ерес во времето на правоверниот цар Петар. Тоа е времето од 927 до 969 година. Поп Богомил е представен и во синодикот на цар Борил од почетокот на 13 век, а и во повеќе апокривни книги. Дејноста на поп Богомил главно се одвивала на територијата на југозападна Македонија, поконкретно во областите меѓу денешните градови Тито, Велес и Прилеп. Таа нашла силен одраз и во повеќе народни преданија од овие краишта, што населението ги пренесувало од поколение на поколение. Такво едно запишано предание меѓу населението кај планината Бабуна во селата Богомила и Нежилово говори дека родното место на поп Богомил било селото Богомила и дека неговиот гроб се наоѓал во близината на селото. Според истото предание, таму имало изградено мал параклис, што на богомилите им служел како молитвен дом. Од запишаното народно предание исто така се дознава и тоа дека богомилите се собирале во пештера близу до селото Нежилово. Во прилог на ова и голем број научници ги навеле зачуваните називи на топоними, настанати под влијание на поп Богомил и неговото учење. Во тој крај, покрај селото Богомила, постојат уште и други имиња, како што се планината Бабуна, реката Бабуна, Богомилското поле и други. Покрај називот Богомили, во македонските краишта богомилите често биле именувани и како бабуни, кудугери, торбеши. Овие називи особено се наложиле во подоцнежните векови.
Од југозападна Македонија богомилството започнало да се проширува и во североисточна Македонија. За широките размери говорат и голем број апокрифи, народни приказки настанати и поврзани со овие краишта, како и имињата на повеќе села и местности настанати под влијание на богомилството. Такво е селото Кутугерци во Осоговскиот крај, потоа селото Богослов, настанато под влијание на почитуваниот Богомил апостол и евангелист Јован Богослав, псевдоавтор на тајната книга на богомилите. И селото Еремија исто така во Осоговскиот крај е во врска со името на познатиот писател и распространувач на апокривна книжнина поп Јеремија. Потоа Бабунци, крај Крива Паланка и така натаму. Богомилството зело широк замав и во другите соседни области. Затоа говори името на селото Недокрштеница во Козјак, настанато под влијание на богомилите кои одбивале да се крштеваат. За богомилско потекло се смета и името на селото Котугери во Воденскиот крај во Егејска Македонија, потоа Асамати на Преспанското езеро, како и на други македонски села, планини, места, реки, полиња и друго. Се во ова ги натерало поголемиот дел од иследувачите, проучувачи на богомилството, да се изјаснат во прилог на тоа дека во Македонија за прв пат се има појавено богомилството и тоа во југозападниот дел на Македонија. Од тука најпрво се проширило во другите делови во Македонија, па дури потоа во соседните балкански земји, за од 11. век натаму да навлези во повеќе азиски и европски земји. Во знак на една таква признателност, во 1978 година во Скопје се одржа голем меѓународен научен симпозиум посветен на проучувањето на богомилството под покровителство на УНЕСКО, а во организација на Академиите на науките и уметностите на социјалистичките републики Македонија, Србија, Црна Гора и на Босна и Херцеговина. Богомилството во Македонија уште од својот почеток им противречело на државните и на црковните органи. Затоа против еретиците богомили, црквата ги употребила сите можни средства за да ги истреби. Го спротивставила дури посмртно и Климент Охридски како светец. Тоа го соопштува Теофилакт Охридски во Климентовото житие, кога пишува: О, земјен ангел и небесен човек, се повеќе и повеќе надгледувај го своето наследство, зашто сега имаш очевидно повеќе и поголема сила отколку кога беше жив. Прогонија погубната ерес која по твојата смрт во Христа како заразна болест се вовре. Како светец против богомилите исто така бил спротивставен и Наум Охридски.
Во таа смисла говори податокот од една стара икона од Охридската црква Света Богородица, на која Наум по смртта во 910 година важел како велик чудотворец во Деволскиот Ливан, близу до градот Охрид, насликан е како светец во една планинска местност, прогонуван од богомилите. Широките размери што ги зело богомилството во Македонија уште во првата половина на 10 век го натерало сестрано да се ангажира во искоренувањето и самиот бугарски цар Петар. Но увидувајќи ја немоќта во таа борба, тој побарал помош од Византија лично од цариградскиот патриарх Теофилакт. Во писмата царот барал совети како да постапи во ликвидирањето на новопојавената ерес. Меѓутоа ниту советите на византискиот патриарх, ниту масовните убиства на богомилите, ниту пак затворите и прангите не можеле да помогнат во искоренувањето на богомилството. Напротив, современите извори сведочат дека тоа, како заразна болест, се ширело и опфатило многу домови. Сето тоа пак овозможило богомилството да се претвори во масовно народно движење, опфаќајќи ги и градот и селото. Причините за тоа, како што признава и презвитер Козма, лежеле во фактот дека обесправеното и експлоатираното население во лицето на богомилските проповедници гледало како на луѓе кои страдаат за правда. Широкиот замав на богомилството во македонските области што биле подчинети од Бугарија влијаел да се создадат поволни услови во Македонија за организирање ослободително востание против бугарската власт начело со синовите на кнезот Никола, комитопулите Давид, Мојсеј, Арон и Самуил. Востанието е кренато и успешно изведено во јануари 969 година. Тоа доведе до создавање нова словенска држава на Балканот, позната како Македонска и Самуилова држава, со престолнина во Преспа, покасно и во Охрид. Царот Самуил, иако останал строго православен, широко ја прифатил помошта на богомилите што му ја укажале во почетокот на борбата против Бугарија, а потоа и против Византија. За време на целото свое владење, Самуил одржувал еден вид сојузнички односи со богомилите, ја толерирал нивната дејност, допуштајќи на тој начин богомилската ерес широко да навлезе и меѓу аристократските врвови, како и меѓу самите членови на царските семејства. Толерантниот однос на Самуиловата царска династија спрема активноста на богомилите се задржал до крајот на македонската држава во 1018 година.